Помалите партии на локалните избори нема да излезат со своји кандидати за градоначалници и советнички листи во Брегалничкиот регион. Во 11 општини кандидати за градоначалници имаат од СДСМ и од ВМРО ДПМН, а додека за советничките листи покрај на двете најголеми партии има и по една или неколку независни советнички листи. Во општина Штип избирачите ќе може да гласаат за двајца кандидати за градоначалници, како што вчера Ирис телевизија објави. Од СДСМ е Благој Бочварски, а од ВМРО ДПМН е Лчо Захариев. Додека советничките листи се на СДСМ, ВМРО ДПМН, Левица и на Раман Демиров. Во ОИК Штип, или поточно во Општинска изборна комисија, синоќа нам полно ги донесоа 4 групи нам. Може да кажам слободно, донесе една избирачка група на гласови, значи независен кандидат, за избор на советници во Советот, донесе коалицијата ВМРО ДПМН, предводена од ВМРО ДПМН, за советници во Советот и за градоначалник, донесе коалицијата СДСМ за градоначалник и за советници и донесоа предводена политичката партија, предводена од Левицата, само за советници во Совет. Во општинските изборни комисии во тек се проверките на податоците на кандидатите за советници и за градоначалници, а веќе во понеделник ќе се изврши жребувањето за гласачките ливчиња, едното за кандидатите за градоначалници, а второто за советничките листи. Понеделник настапува жребувањето во ДИК, каде што од страна на ОИК треба да биде испратена листата на поднесени кандидати, било советници, било градоначалници, на кој начин ќе настане тоа жребување на еднакво на ниво на Република Македонија, ќе добиеме листа по кој редослед ќе оди гласањето овде во општина Штип. Во понеделник и официјално ќе бидат потврдени кандидатите за градоначалници и за советнички листи, со што граѓаните од Брегалничкиот регион, во кој има 11 општини, ќе знаат какви личности им нудат партиите за локалните избори, кои ќе се спроведат на 15 октомври.